Најпрво би сакал словото што го слушаме да не биде само филозофија, туку најнапред да размислиме дали тоа слово живее во нас. Бидејќи словото од кое што настанува се или зборот е Исус кој што се отелотвори и токму тој Исус кога го поканивме во нас, во нашето срце да владее, словото кое што е живо и нераспадливо, нас не наново роди. И ние, кои што сме во Христос, вели словото каков што е тој, такви сме ние во светов. А каков беше Исус и каков е Исус, полн со љубов, полн со благодат и вистина. И затоа велам таа љубов, ако ние ја немаме, можеме многу од словото да знаеме, но откриваме со тоа дека Исус не е на престолот на нашиот живот. Би сакал да ги затвориме нашите очи, ама да го отвориме нашето срце. Отворајќи го своето срце да му кажеме на Бога не само редам зборови на благодарност, туку суштински зборови на благодарност. Зашто му благодариш ти на Господа? Затвори ги очите и размисли, соочи се со себе си, зашто ти си благодарен на Бога. Размисли, бидејќи секој треба да се соочи со тоа дали е благодарен или не. Ако си благодарен на Бога за љубовта негова, што пребива во тебе преку Светиот Дух, тогаш благодари му за тоа. Благодари му за здравието, за семејството. Со своји зборови благодари му, не ја чекај молитвата јас да ја кажам. Моли се со своји зборови. Зошто? Бидејќи треба да доаѓа од твоето срце, не од твојот ум. Галатјаните 5 глава 1 стих вели, значи ние сме слободни, Христос не ослободи. Држете се цврсто до таа слобода и не дозволувајте повторно да ви го стават јаремот на робството, односно Мојсеевиот закон. Што прочитавме од словото? Ние сме слободни. Ако сме слободни, тогаш зошто забораваме на таа слобода и одново се чувствуваме потиснати и како робови, бидејќи тоа се наметнува во овој свет кој што ние го живееме. Иако живееме во демократско општество, каде и да сте, во било која држава, сегде се наметнува еден систем во кој што ти не можеш да искусиш вистинска слобода. Не можеш да јадеш што сакаш ако немаш пари. Не можеш да отидеш било каде што сакаш ако немаш пари. Значи ти си потиснат, ти си условен, ти не си слободен. Ама во Христос вели, ние сме слободни, тој не ослободи. А од што не ослободи Христос? Вели, држете се цврсто до таа слобода и не дозволувајте повторно да ви го стават јаремот на робството, односно Мојсеевиот закон. Христос нас не ослободи од религија, не ослободи од ограничувачки систем на верување, кое што представува религијата со сите своји правила и ритуали, кои што се познати како религиозен закон или Мојсеев закон. Ние секој ден се соочуваме со стрес, со различни ситуации кои што ги доживуваме околу нас, било на работно место, било во комуникацијата со луѓето, и тие ситуации оставаат белег во душата. Нешто ќе те допре повеќе, нешто помалку, меѓутоа ти не си имун на тоа што се случува околу тебе. И тоа влијае врз тебе, некогаш се одразува и на телото, со хроничен умор, со главоболки, кога ќе те изнервира некој колега, се чувствуваш истоштено, или самото брзање да се постигне нешто. Така да сето тоа што го доживуваме, ние го искусуваме психоемоционално и на физичко ниво. Некогаш тоа се случува кога примаме тешки зборови или критики или зборови на осуда. Некогаш тоа се погрешни туѓи избори или пак погрешни своји избори, кои што ги правиме и после осознаваме, што направив, што кажав, или зошто вака постапив. Прашањето е како се опоравуваме од сето она што го доживуваме секојдневно. Бидејќи ако постојано сме изложени на вакви влијанија, тогаш ние тоа го доживуваме одново и одново и одново. Како се опоравуваме од тоа? Бидејќи ние не сме метални, ние не сме недопирливи, ние не сме толку цврсти, реагираме со емоција, со мисла, со тело, Како се опоравуваме од сето тоа? Некогаш простуваме. И со простувањето одлучуваме љубовта во Христо да победи во нашето срце и тоа да биде поголемо отколку неправдата и горчината што ги искусуваме. Меѓутоа некогаш забораваме, полесно ни е да го заборавиме проблемот.
а некогаш игнорираме. Рекол, се правам дека не гледам, не слушам, продолжувам. Но како поминува времето, тоа се таложи. Го приимаш постојано и стануваш се повеќе ранлив, слаб, нетрпелив, избувнуваш, стануваш во неспокој, живееш, постојано во адреналин, и колку повеќе си изложен и не го менаџираш проблемот на тие влијанија, толку повеќе ти ослабуваш, а твојата слабост се гледа низ нервозите, импулсивноста, избувливоста. Кога ќе се случи тоа, потоа ти е тешко. Се обвинуваш, каков сум јас. Или ако ти не се обвинуваш, друг ќе те обвини. Ќе рече, ете, ти нели си христијанин? Ти христијанин, види каков си. И одномо се чувствуваш засрамено и слабо. Зошто е тоа така? Бидејќи е потребно исцелување. Исцелување не само кога ќе се случи некаков видлив здравствен проблем, туку исцелување на емоциите или внатрешно исцелување, исцелување на умот од токсични мисли или зборови кои што си ги слушнал од некого. Исцелување на твоето тело се разбира. Но кога зборуваме за исцелување, не треба да се дојде до одредена слабост или диагноза за вие да се сетите дека е потребно исцелување. Зборувам за секојдневно исцелување. Што значи тоа секојдневно исцелување? Тоа може да се искуси, но некој од вас може тоа да го доживее и да биде повеќе отворен, а некој не. Дали тоа значи дека Бог е селективен? Да речеме на една личност и дава повеќе здравје, благослов и исцелување, а на друга личност не и го дава тоа, бидејќи ете така не е многу добра во карактерот. Дали мислите дека Бог е селективен? Тогаш зошто некои се исцелуваат секој ден, а други не се исцелуваат? Многу луѓе мислат дека исцелувањето од Бога е возможно, но мисла дека не се однесува за нив. Да, верувам дека Господ може да исцели, ама ја не знам баш дали тоа функционира за мене. Не се сигурни луѓето дека можат да го примат исцелувањето. И токму тоа е проблем, односно несигурност, неверување, дека тоа можеш да го примиш ти. Мора да си сигурен дека Божјата волја е да си здрав и да си исцелен. Ти мораш да си уверен во таа вистина од Библијата, но ако само малку се сомневаш, ти го прекинуваш процесот на исцелување. Токму кога почнало исцелувањето да броди во тебе, да пробива, ти го стопираш во оној момент кога осетив малку, ама не сосем, може би требаше повеќе да осетам и веќе сомнежот ја руши верата. Другиот проблем во системот на верувањето во врска со исцелување е тоа дека некои луѓе си мислат не сум доволно достоен за да го примам исцелувањето. Не заслужив да бидам во состојба да бидам исцелен. И луѓето го веруваат тоа, го мислат и го веруваат тоа. Знаете колку пати на исцелителна служба кога застануваат, доаѓаат со ваков став, став на нивното срце. Ами како ти е, верата така и ќе ти биде. Последно кога имавме исцелителна служба, забележав дека луѓето кои што дури не се во црква, примаа полесно проток на исцелителна сила, отколку некој од вас, кои што стоевте таму, ама бевте со два ума, си викавте, аха, може сега да го примам исцелувањето, а внатре во вас си викавте, па не сум толку болен, па и не ми треба толку. Тоа е едното. Другото, не знам дали ќе го примам исцелувањето, таа несигурност која што ви ја спомнав, тоа е вториот фактор. И третиот, не сум доволно достоен. Тоа се три мисли или одлика на три ограничувачки верувања кои што протокот на исцелување го блокирате кога го имате тоа размислување. Некои луѓе прашуваат што грешам? Еве пасторе, постам, читам Библија, одам во црква, давам десеток, се молам. Зошто Бог се уште не ме исцелува, а толку години му верувам? Познато ли ви е? Зошто не се случува чудо со мене, како што се случува кај други луѓе? Дали ви е познато ова? Поминувате ли низ вакви мисли? Денеска се соочуваме со реалноста, со вистината.
со цел да се промени. И кога ќе бидеме свесни дека ја сакаме промената и да растеме, тогаш нема да се срамиме да кажеме и да признаеме дека сме го мислеле тоа. Бидејќи да си признаеш дека си сгрешил пред Бог, тоа е на светлина да го изнесеш проблемот и светлината ќе го неутрализира проблемот и ќе се случи решение. Но ако го криеш во себе овој проблем, и јас те прашувам 4 пати дали помисли вака, а ти бледо ме гледаш и не кажуваш дека си го помислил, тоа значи дека си сраснал со тоа ограничувачко верување. И ти е страв дури да го напуштиш. Ѓаволот на тоа се надева. Зошто ве соочувам со ова? За да бидете здрави и не да се чувствувате засрамени. Што правам? Се правам. Се што си кажал, пасторе. Се молам, постам, читам, се правам. И Бог не ме исцелува. Зошто? Знаете ли каде е проблемот? Проблемот е во тоа бидејќи ти не се фокусираш на тоа што Исус направи за тебе, туку се фокусираш на тоа ти што правиш за да добиеш исцелување. Постиш, се молиш, читаш Библија, 10, ток security плаќаш деме. Фокусот не е во Исусовото завршено дело за тебе, фокусот е во тоа ти што правиш. Си чадам со темјан дома, си мачкам со масло по џамовите, по вратите, си постам, дома не им давам да зуцнат кога е вторник, си постам, си се молам, се исклучувам во мојата скришна собичка. Добро, убаво и па каде е исцелувањето? Проблемот е што ти веруваш дека ќе заслужиш да го примиш исцелувањето со сите тие рутини што ги вршиш. Кога ти тоа мислиш дека е примерно за да го примиш исцелувањето, исцелувањето нема да го примиш. Зошто ви го кажувам ова? Бидејќи јас сум го доживеал ова. Сум кажувал прокламации, вака требало, врзување од врзување, врзуваш демони од врзуваш друго, трето сум правил и си викам, чекај, што е тука најсуштински? Што правам јас или што направи Бог за мене? И суштински е да сватам што направи Господ за мене, а не ја што ќе направам за Него. Бидејќи јас не можам да му угодам на Бога со никаков ритуал, со никакви добри дела, бидејќи Библијата пишува дека никој со добри дела не може да се спаси. Едно е ти кога му веруваш на Бога и откликнуваш со вера на тоа што Бог го направи, а друго е кога мислиш дека верата е израз, чин на нешто што ти треба да правиш. Едно е да мислиш, да знаеш дека верата е пристап, откликнување на она што Бог го направи, а друго е кога си поставен со таков статус во срцето да веруваш дека верата е израз на твоите постапки што треба да ги извршиш за да примиш. Ефесијани 2 глава, 8, 9 стих вели вака. Зашто по благодат сте спасени преку верата. Значи тука имаме неколку работи кои што треба да ги акцентираме. Вели зашто по благодат сте спасени преку верата. Продолжува стихот. И тоа не е од вас, туку дар Божи, не е од дела, за да не се пофали некој. Значи ти си спасен по благодат, но преку верата. Од овде разбираме дека не сме спасени само од верата. Поверував и не е само од верата. Ниту само од Божјата благодат. Не вели по благодат сте спасени и толку. Продолжува, зашто по благодат сте спасени преку верата. Значи цела реченица. Но и верата пак, со која што го примаме Божјото спасение, и таа е дар од Бога. Нели знаеме, читаме во Светото писмо, и да веруваш во Бога и тоа е дар. Така да и таа е дар од Бога и затоа никој не може да се пофали. Така ли? Кој се фали, вели Словото, во Бога да се фали. Значи и верата што ја имаш, пак е дарум од Бога. И треба да разјасниме. Ние се што добиваме, го добиваме како дар, што доаѓа од Бога поради Божјата благодат. Но сето тоа го примаме преку верата. Верата не е наше дело, за да не се фали никој, таа е дар од Бога исто така. Затоа ако ние осознаеме како действува Божјата благодат и верата, тогаш тоа ќе ни овозможи
ослободување и проток на Божја сила во нашиот живот. Ќе можеме да видиме промена, трансформација, било тоа да е во професионалното работење, било тоа да е во семејните односи, било тоа да е во финансиите или во здравието. Сега, што е благодат? Благодата е она што Бог го овозможи за тебе и за мене. Значи, од Негова страна, тоа е обезбедено по милост. Благодат или милост е тоа истото. Но што значи благодат? Значи, милост од Бога, што не ја заслужуваме, не ја заработивме, таа е безусловна, израз на Божја љубов, односно Божја услуга од Бога. И што вели? Благодата, преку благодат сме ние спасени преку верата. А што значи спасен? Спасен зборот. Од грчки значи созо. Што значи созо? Значи, кога читаме, вака треба да анализираме. Што значи созо? Што значи созо? Значи исцелен, избавен или откупен и обновен, направен цел во првобитна, така е, во целовита првобитна состојба според Божјата промисла. Значи, благодата, која што е безусловна, незаработена, незаслужена љубов или услуга од Бога, обезбедува за нас созо, односно исцелување, избавување, откупување, обновување и враќање во првата состојба. Но денеска зборуваме за секојдневно исцелување. Во 1 Петрово 2 глава 24 стих вели вака: Тој сам, се мисли на Исус, во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, та ние, умирајќи за гревовите, да живееме за правдата, преку неговите рани се исцеливте. Многу е убаво пишано. Тој сам, без мајката Марија, без Петкана, без Климент Охридски, без Свети Петар, без никој. Тој сам, кој? Исус, без владика тој и тој, без друг светец, без никого. Тој сам, Исус Христос, во своето тело ги понесе што? Кажи што понесе? Нашите, чии? Кажи моите, што твоите? Гревови, гревови, каде ги понесе? На корзоли, на крстот, на дрвото. Та ние, умирајќи за гревовите, да живееме за правдата. Ние сме умрени. Ние умревме заедно со Христос. И ние не живееме, Христос живее во нас. И животот што го живееме во телото, го живееме со верата во Исус Христос, кој што не возлюби се даде себе си за нас. Амин. Соодветно, ние сме живи во Него, во Христос. И живееме за правдата, не за гревовите. Преку Неговите рани се исцеливте. Процесот е завршен, се исцеливте. Не вели, ке бидете исцелени во идно време. Не вика, уште малку издржи, па ќе бидеш исцелен. Овде вели, се исцеливте. Ова значи дека ти беше исцелен преку неговите рани. Ова значи дека целиот Божји гнев по благодат на Таткото Небесен беше возложен, ставен врз Исус, врз неговото тело, каде што тој ги зеде и нашите гревови, но и нашите болести и слабости. На крстот, распнат, ги вшмука како магнет, ги зема од тебе сите болки и болести и пишува преку неговите рани се исцеливте. Значи, се исцеливме е завршен процес. И пазете сега, што овдека зборувам? Значи, незаработено, незаслужено, независно од нас и нашите мисли, пред 2000 години беше овозможено исцелување кога уште не бевме родени. Тогаш беше обезбедено ова исцелување. Што значи дека дури и да не сме соодветни според одреден стандард, исцелувањето не е зависно од она што ние го вршиме. Верата е одговор на тоа што Бог го овозможи за нас по благодат. Сега многумина од луѓето, верници, долги години во црква, мислат дека верата е таа што го тера Господ да стане од престолот и да действува. Да се помести Бог од престолот и одозгора да удри со громот и да обезбеди
жетва, да обезбеди чудо, да обезбеди работа, исцелување, брак за некого и така натаму. Но пазете, Бог е придвижен од неговата благодат пред 2000 години и тогаш веќе го овозможи исцелувањето. Така да верата не е нешто кое што го раздвижува Бог, туку е начин како ние да го примиме Божјото исцелување како наше снабдување на соодветен начин, бидејќи без вера не е можно да му се угоди на Бог. Кој верува, треба да верува дека Бог има и дека ги наградува оние кои го бараат. Значи верата е начин за снабдување. Сега во моментот кога ќе помислиш дека верата е нешто што јас треба да го сторам, јас треба да го направам, јас треба да испостам, јас треба да измолам, јас треба ова и ова да се потрудам, тогаш тоа е позиционирање на себе си, се ставаш во позиција како да исцелувањето зависи од тебе. Кога ти размислуваш на тој начин, ти се позиционираш како да исцелувањето од пред 2000 години овозможено по благодат Божја, сега зависи од твоето однесување. Дали си испостил, дали си се измолил, дали си бил на колена или не си бил на колена. Ова значи да го поставиш Бог да биде во позиција како тој да зависи од тебе и чека од тебе ти да направиш некои нешта, па да биде. Ете така се однесуваат некои луѓе. И тогаш губиш време, ќе овозможиш на ѓавола да те напаѓа, да те обвинува, бидејќи нешто не си сторил доволно добро за нешто да примиш од Господ. Така да затоа е потребно правилно верување и разјаснување што е благодат, што е вера. Затоа што проблемот со примањето не е од Божја страна. Бог го дава. Верата е да го примиш, ама не значи со своји напори да се трудиш. Бидејќи се позиционираш како клучен фактор, ако ти не испостиш, ако ти не измолиш, не ја ичиташ цела Библија 3 пати на памет, значи дека исцелувањето нема да го примиш. Значи ти се издигаш на ниво на Бог, како Бог да те чека ти да ги извршиш сите овие работи? Па добро, синко, ајде сега шом направи, еве ќе те наградам. Тоа не е библиско учење. Тоа е религија. Токму како што добивме на почетокот предупредување, Христос не ослободи од таа религија. Одново не го ставајте тој јарем, кој што беше возложен, даден преку Мојсеевиот закон. Неопходно е да научиш да не го ограничуваш Бог за твоето исцелување, за твоето финансиско снабдување, за твојата реализација во животот. Како го ограничуваш? Со неверување, не веруваш дека се однесува за тебе, ама за да го надминеш тоа неверување, пробуваш со сопствени напори, усилби да направиш нешто, демек пројавуваш вера. Кога мислиш дека се треба ти да сработиш, да извршиш и дека се зависи од тебе, ти тогаш превземаш преголема одговорност на своите плеќи, на своите рамена. И така, копнежот за исцелување наводно е условен од твоето однесување. Тоа започнува да тежи на вашите рамена. Тежи те потиснува и не можеш да се носиш со тоа. Во еден момент ќе се откажеш и ќе речеш: Господе, каде си? Тука сум. И ти рече Господ: зошто не ме исцелуваш? Зашто не дозволуваш, ќе ти каже Господ. Бидејќи си навикнал да се потпираш на својот ум, на своите методи на снабдување, на своите логики, а беше потребно само вера, која што е како мост преку која јас влегувам во твојот живот и го носам благословот. Затоа е важно да сватите, да препознаете дека Бог те исцелува, бидејќи Бог е љубов. Прво, Бог е љубов. Второ, Бог исцелува заради тоа што Исус го изврши на крстот, како завршен чин. Не заради твоите постапки, заради твоите активности, дали ги има или ги нема во црквата. Дали читаш, дали постиш, дали рикаш, дали се распаруваш тука со кошулите, фрлаш пепел врз себе. Тоа е Стар Завет, тоа не важи. Исус го укина тоа.
Тоа не постои веќе за тебе, за мене и за сите што сме покриени со неговата света крв. Зошто тогаш носиш фиданки или ливчиња за здравје, мајличиња на маичка, фарбаш јајциња, багремови дрвциња носиш дома за късмет? Зошто? Затоа што не веруваш дека Исус е доволен. Затоа го правиш. Оти така останало. Така останало. Ама затоа луѓето прават се и се што, се уште болни. Бидејќи не служат на живиот Бог, туку служат на традиција, на ритуали, на обреди. Бог не е тоа. Бог е личност. Бог е жив. Бог е твојот родител полн со љубов, кој што сака да те прегрне и да ти даде повеќе од колку што можеш да замислиш, но зависи од тебе колку ти сакаш да примиш. Како ти тоа го разбираш. Значи, верата е важна. И кога сега зборуваме за благодат, за исцелувањето, дали тоа значи да не правиш ништо? Само автоматски да чекаш да се пројави исцелувањето? Тоа ли значи? Што значи? Верата пак е вклучена во целиот процес, ама треба правилно да ја разбереш. Таа вера не доаѓа од Константин. Не можеш да очекуваш од Константин, тој е човек. Ти имаш работа со живиот Бог. Константин е проложен кабел, ја носи таа струја во моментот, уштекај се во моментот кон Бога, да ја примиш струјата. Тоа што си со мене, што сум те допрел и имаш тек и кабел уклучен, не значи дека автоматски доаѓа исцелувањето. Мораш да дозволиш да го уклучиш копчето на он, да протече. Разбирате, имаме струја и овде, но лампите не светат додека не штракнеш, нели? Ова ви го кажувам бидејќи многу голема одговорност ставате на човек, на мене, или многу голема одговорност ставате на себе, дека треба да вршите религија. А де факто е потребна само малку вера. Доволно. Дури колку си напово зрно, за да направи чуда. Верата не е нешто што јас правам или ти правиш за да достигнеш или да добиеш нешто како позитивен одговор од Бога. Пазете, дефиниција ви кажу. Верата не е нешто што ти правиш за да добиеш нешто како позитивен одговор од Бога за дадена ситуација. Туку верата е твојот позитивен одговор на она што веќе Бог го има обезбеден. Во 1 Јованово 5 глава 4 стих вели: зашто се што е родено од Бога го победува светот. И ова е победата која го победи светот, нашата вера. Така вели Словото, ама религиозните Словото го толкуваат. Нашата вера православна, нашата вера католичка, нашата вера од баба ми што ја наследивме со кравајчиња, нашата вера, тоа не е вера. Стихот продолжува. Кој е тој кој го победува светот, ако не оној кој верува дека Исус е Божји син? Амин. Значи, што е верата? Кога веруваш во тоа дека Исус е Божји син. Кога веруваш во она што Исус го направи, таа е таа вера што носи победа во овој свет. Не твоите залагања и твоите дејства. Верата е само го пресретнува и го прима она што Бог веќе го овозможи. Нешто што се случува и луѓето го искусуваат кога се молат на Бога, бараат исцелување од типот: те молам Господе, дај ми го исцелување. Дај ми го, исцели ме, обнови ме, направи ова Господе, направи она Господе, Господе, те молам, направи вака. И така луѓето чекаат Бог да им даде нешто и да направи нешто, а Светото Писмо пишува дека преку неговите рани се исцеливме. Исцелувањето е возможено и за тебе и за мене. Бог веќе го заврши. Сега како да се манифестира во нас? Како да се изрази во нас кога веќе е овозможено? Бог го направи своето како израз на благодата и верата не е нешто што ќе го придвижи од престолот да стане и да удри од озгоре тече. Еве керко шо бараш, еве ти. Оти пазете, Исус вели: кој бара ќе добие, чукајте ќе ви биде отворено, нели? Меѓутоа Исус тоа го кажува пред да отиде на крстот. И точно најавува: се што ќе побарате во моје име ќе ви биде обезбедено. Зошто? Бидејќи кога беше на крстот, се оствари тоа што е пишано:
Сите Божји ветувања се да и амин во Христа. И веќе тоа е завршено, се е преку него обезбедено. Сега само бараме со благодарност во името на Исус и Бог го манифестира. Така да Бог не е заглавен на престолот и не е тој што очекува од тебе да исполниш некаков стандард или правила за да ти даде исцелување, демек да заслужиш. Болката не ја дава Господ. Не ти дава духовен развој со болка, бидејќи не е садист. Не се насладува на болката, оно возможи сета болка и страдање да ја искуси лично тој Исус, за ти да не мораш да страдаш, за да се наплати сета болка и страдање врз него, за ти да не го поминуваш тоа. Тоа што беше потребно да се обезбеди, по благодат го обезбеди пред 2000 години, независно од тебе, од тоа дали правиш метании, дали правиш некакви чудни ритуали и обреди, но Бог едноставно сака од тебе само да одмараш врз неговото завршено дело на крстот, не да го изработуваш тоа дело, не да се трудиш да го направиш тоа дело, туку едноставно да го искусиш, да одмараш врз тоа Исусово дело, за да можеш да го примиш, да се манифестира во тебе. Како влегуваш во тоа одмарање на тоа што Исус го направи за тебе? Што е одлика кога ти веруваш дека нешто примаш и дека ти е дадено? Што е? Дали сме благодарни за тоа што Бог ни го дава? Дали сме благодарни секој ден за тоа што преку раните Исусови сме исцелени, се исцеливме? Значи, колку пати треба да благодариш? Постојано. Секој ден. Секој ден, не да ти биде нова рутина и нова религија. Едноставно, ако ти веруваш дека од Божја страна веќе е обезбедено исцелувањето преку раните Исусови, тогаш ќе имаш благодарност, то тоа веќе е овозможено за тебе. Ако веруваш дека независно од твојата достојност или недостојност, ако веруваш дека исцелувањето е стварно на достап, што ти останува едноставно? Само да благодариш. Ништо друго не ти преостанува. Бидејќи се вклучиш ли со твоите стари методи, марифети, да кажам, вака да направам, така да направам, сега ќе колнам, сега ќе бесам, сега ќе врзувам, сега ќе одврзувам, ти веќе пак си многу инволвиран. И фокусот не е Исус, фокусот е твојата работа, макар и да е спиритуална, духовна. Тој став на благодарност дека си примил е правиот став кој што треба да го имаме за да се овозможи протекот на исцелувањето да тече и да се изрази, да се манифестира. Апостолот Павле вели до Ефесјаните во 1 глава 16 и 19 стих читам, вели: не прекратувам да заблагодарувам за вас, спомнувајќи ве во своите молитви, да Бог на нашиот Господ Исус Христос, таткото на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение во вистинското познавање на Него и да ги избистри очите на вашето срце, за да знаете каква е надежта на Неговото повикување, колкаво е богатството на Неговото славно наследство во светите и колку е преголема Неговата сила кон нас, кои веруваме според дејствувањето на Неговата моќна сила. Амин. Значи, апостолот Павле се моли и благодари за нас, за сите и во Ефес, меѓутоа останува таа молитва. Каква е таа молитва? Се моли да се избистрат очите на вашето срце. Зошто? За да знаете надежта каква е на Неговиот повик, колкаво е богатството на Неговото славно наследство. Значи да осознаеш што Бог ти обезбедил за тебе и колку е преголема Неговата сила кон нас, кои веруваме според дејствувањето на Неговата моќна сила. Значи да ти се избистрат очите на срцето за да прогледаш, бре. Бидејќи при очи се однесуваш како слеп. Викаш, дај ми исцелување, а веќе ти е дадено. Викаш, дај ми, Господе, нова работа, а веќе ти е дадена. Дај ми, Господе, ова и ова, а веќе ти е овозможено. Значи ти треба да осознаеш што се Бог обезбеди за тебе. Филипјани 4:19 вели: а мојот Бог ќе ја исполни славно секоја ваша потреба според своето богатство во Христа Исуса. Амин. Значи секоја потреба Бог ќе
ќе ја исполни според своето богатство кое што го наоѓаме во Христа Исуса. Значи мораш да согледаш што Бог обезбедил. Не можеш да се однесуваш да бидеш во барателна состојба и позиција без претходно да видиш дека имаш. Знаете ли, драги мои, зошто ова беше важно да го слушнеме денеска? Бидејќи некои христијани се одвојуваат од Христос. Како се одвојуваат? Се одвојуваат, дури ја губат неговата благонаклоност или благодат и отпаѓаат од таа Божја благонаклоност, бидејќи се обидуваат со своите напори, правила, себеодрекување, постења, жртвувања едни, други, трети, исполнување на религиозен закон, мислат дека со сето тоа што го вршат и си помогнат и ќе им се случи Божја протекција или благослов. Така да, зошто ова ви го кажувам веќе неколку години? Затоа што, како што некои луѓе се, кога работат физичка активност, се нечисти и мирисаат на пот, кога работат тешка физичка активност, така во духовната сфера, луѓето кои што се под законот и под религијата, мирисаат на тешка работа или да би кажал духовен пот, духовна пот. Од трудење да се приближат до Бога, да изгледаат побожно, по-така миролюбиво, така блажено лебдечки. Џабе е, попусто е, бидејќи ќе мирисат на духовна пот, а тоа е нивните физички усилија, ја полагаат надежта и верата, мислејќи дека ако се одрекле од редовен живот и се изолирале на планина, дека се поблиску до Бога. Библиски, каде тоа го пишуваше? Не го пишува. Затоа внимавајте, бидејќи кога се трудите да се приближите на Бога со свој усилија, вие се однесувате како луѓе кои што наводно не се исчистени со крвта на Исус. Едноставно кога се потпирате на себе си, како да го погазувате Исус и неговото дело. И тогаш се случува проблем. Евреите 10 глава 28 и 29 стих. Кога некој го презре Мојсеевиот закон, умира без милост во присуство на двајца или тројца сведоци. Вели, колку полоша казна мислите ќе заслужи оној кој го подгазил Божиот син и ја смета нечиста крвта на заветот со која бил осветен и го навредил духот на благодата. Како ти го подгазуваш Божиот син и ја сметаш неговата крв за недоволна, за нечиста крвта на заветот? Така што се потпираш на себе си и со своите дела мислиш дека ќе се спасиш, и кога имаш грижа на совест или вина во твојата психа, во твојата совест, мислиш дека со 1000 евра донација за храм, за да се даде фреска да се нацрта или икона, мислиш дека на тој начин ќе ти биде исчистена совеста, тогаш ја погазуваш крвта на Исус и тогаш го навредуваш духот на благодата. Затоа ви велам, не одете по широкиот пат што сите го врват и мислат дека е вистински. Широк е патот кон пропаст, тесен е патот кон спасението и правдата Божја. Не живете по тоа, живете по примерот што Исус ни го остави. Он се противеше на традиција и ритуали. Сите благослови ги примаме само ако скромно, едноставно, со став на скромно дете што трча кај својот татко, му речеме, татко мој, Господи мој, еве ме, знаеш што ми треба. Преку Исус знам дека е обезбедено, ќе благодарам сега од срце, бидејќи знам дека е обезбедено и верувам дека ќе се случи, бидејќи и за мене важи тоа. Во името на Исус, амин. Ете, така действуваш, така одиш напред. Не по тие сите религиозни ритуали кои што сметаат дека има некакво значење. Тоа нема значење. Затоа апостол Павле рече, значи ние сме слободни. Христос не ослободи. Држете се цврсто до таа слобода и не дозволувајте повторно да ви го стават јаремот на робството, односно Мојсеевиот закон. Галатјани 5 глава, 1 стих. Научете се да се ослонувате на Божјата благодат и со вера да пристапите, фокусирани на тоа како Исус совршено тоа го обезбеди за вас што ви е потребно. Не се потпирете на своите усилби, на своите залагања. Не велам да не творите,
Не велам да не сте плодоносни. Ако сте накалемени на Исус, кој што е вистинската лоза, се разбира дека ќе имате плод, било да се песни, било да се слики, било да се молитви, било да е исцелителна служба, пророчка, учителска, евангелизирање и така натаму. Но не со тие служби да се измести Исус од фокусот и твоите дарби да прераснат и да бидат Бог, да бидат посебни, поголеми од Бога. Размислете, што кажав? Бидејќи Бог не ја дели славата со никого. Само Негова е славата и честа. И највеќе се прославува Господ, кога на Неговиот Син Исус Христос му се обраќаме со Господе Исусе Христе. Така се прославува Отецот во небесата. Бог ова сакаше денеска ти да го слушнеш, за да фатиш правилен правец во животот, бидејќи правилните библиски верувања го дефинираат твојот животен правец. Правилни верувања и вистински, правилен живот и вистински плодови. Лажни верувања, лажни плодови. Не дотрајуваш, ќе задува ветер, ќе отпаднеш, ќе заврне дожд, ќе паднеш, ќе испече сонце, ќе исушиш, ќе изгориш. Но во Бог, нашиот живот во Христа е сокриен. И денеска зборуваме секојдневно да го примаме исцелувањето, бидејќи Исус сака да сме живи. Исус сака да сме здрави. Исус сака да сме благословени. Исус сака да сме повеќе од победници во овој свет. Исус сака да сме Негови амбасадори. Исус сака да сме деца на светлината. Исус не благослови за да сме благослов за мнозина. Ние не сме жртви, ние сме представници на Бога. Ние сме тие амбасадори, ние сме граѓани на тоа Царство Божјо. Како го живееме тоа? Со свиткани глави, со потиснати срца, обременети. Тоа е само затоа што не веруваш дека си достоен за Господа те благослови да те исцели. Не си сигурен дека за тебе важи, затоа е таа борба. И кога ти си во таа борба, на една нога ту на друга, ти веќе си човек кој што се двоуми. Пише во Библијата, човек што се сомнева е човек со разделена душа, таквиот да не мисли дека ќе добие нешто од Бога, но да моли со вера и ќе добие. Со вера уверен дека Бог ти го обезбеди. Веруваш ли така? Верувај и ќе ги доживееш чудата Божји. Амен. Ова е словото што сакав да го подготвам, што Бог ми го даде, но сакав да го споделам со вас. Гледате, грчи малку мојот глас, но ништо не може да спречи да се зборува за Божјото Слово. 2 седмици активност, луѓе, зборувам нон-стоп, но фала му на Бога, голем е благослово да зборуваш за Христос. Некогаш ќе ти прават граници, ограничувања, некогаш ќе те спречуваат, некогаш ќе те прогонуваат, дури да се повлечеш, да се откажеш. Ама, ти продолжуваш. Кој што сака нека мисли, ти зборуваш. Ти не се откажуваш од твојот повик. А тоа е, се сеќаваш и што кажа. Господе, нема да умрам, ќе живеам и ќе ги објавувам Твоите дела, Господ. Ти затоа живееш. Ти си жив сведок за Божјата милост и благодат. Ти си очевидец на тие чуда. Ти си олицетворение на тоа чудо. Ти си тој кој што е жив сведок. И ѓаволот не сака да живееш. Ѓаволот не сака да блескаш во радост. Не сака да си жив, сака да те умре. Но ти не можеш да умреш. Оти твојот живот е сокриен во Христа. Кога ќе ти дојде времето, ќе го соблечеш телото и ќе отидеш во Христос. Ќе продолжиш да живееш. Ако се случи наскоро, може би само преобразба на телото ќе биде, кога Исус ќе не грабне. Затоа не се врзувај за телото, бидејќи твојата суштина, твојот дух е во Христос. Ако секој ден си во Христос, во Неговото присуство, ќе црпеш исцелување. Бидејќи ако си со болни мисли и ти ќе имаш болни мисли. Ама, ако си со најздравиот, и ти ќе бидеш здрав. Сега, замислете каде сте вие. Некој оди во болница работи, некој работи со коли, некој работи со колеги, со различни луѓе карактери. Зошто си таму, море, за да ти е комфортно и лесно ли? Не, затоа што имаш мисија. Мисија да го објавиш Евангелието за Христос. Да бидеш манифестација на Божјата љубов и светлина. Ти си таму не за да мислиш дека и ти си како нив.
Тоа ѓаволот ти го сервира. Ти си таму за да кажеш дека Исус е жив, дека Он е Господ и Спасител и дека само преку Него е животот, вистината, светлината. И никој не доаѓа при таткото освен преку Него. Амин.